Помина речиси 5-6 години, кога така да речам последен пат прошетав низ Демихисарскава регија, поточно речено кога во 2017 господово лето за Илинден, како дел од Мавровско-Кичевско-Демихисарската којнича, не пречекаа демихисарци и не испратија во правец на Крушево кон Мечкин камен. Ете како што вели народот, Господ милувал Демихисарскава регија повторно да ја посетам, да направам документарен запис и за селото Граиште, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова село, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старо-македонско време, римскиот период, византинскиот, отоманскиот и денешново наше современие, кои се дел од парчево земја кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде, македонски, и е дел од севкупната историја на Македонија. Иако со години крстарам низ Демихисарско, така да речам, никако не му доаѓаше редот за ова населено место да направам документарен запис. Една стара народна поговорка вели, не кога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и бидна. На вториот ден на Великден, оба 2024 ово господово лето, рано ми зазвони мојот телефон, ја кренав слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица, слушнав еден непознат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоране, како си? Да не те разбуди?" ми рече. "Добро утро," му реков. "Буден сум, одамна сум буден," додадов. Овдека Горан Кочовски, туку ете јас така порано, знаеш, по селски се јавувам, имам една молба, да те замолам, ако можеш, да дојдеш во Демихисаров наш наслушен, да дојдеш во моево родно село Граиште, да направиш едно убаво слико за моево родно место. Ете, сега кандисај се. Јас својата си го кажав, сега оставам на тебе, ми рече. Слушај вака да ти кажам. Со ние сум деновиве повторно да прошетам низ Демихисарскава регија, па убаво би било да го посетам твоето родно село и за него да направам едно убаво слико, малку на повисок глас на шега му довикнав. Туку кажи ми кога да дојдам, го подсетив. За Свети Тома, за Света Томина недела, имаме голема прослава, слава му е на манастиров наш, чие име го носи на апостолот Тома, голем народ се збира, ми рече. Ти само дојди до Демихисар, а јас ќе ми те пречекам и се ќе ти организирам, ич да не му се секираш, ми рече Горан Кочовски. Навистина така и бидна. За селото Граиште тргнав во ранните утрински сати, ден пред празникот Свети Тома, за да стасам навреме што се вели, да се видам со селаните од ова село, да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено низ вековите, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајат и љубопитници и ентузијасти, кои за голем број прашања, изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и труд, и љубов и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Почитувани мои, овој стар олдтаймер, овој джип, камазот, руската машина, да знае да зборува каква историја има во него.
каде се поминал со мене, кој што ми е патник скоро 30 години, патувајќи низ Македонија, ете овдека дојдов во Демихисарско, во селото Граиште, овдека наминав мештаните да ми раскажат многу приказни за историското битисување на ова село. Како по стар адет и обичај, кога патувам низ селата, ме пречекуваат мештаните, знаете каде? Пред кооперацијата. Добар ден! Добар ден! Ани се ми! Добро! Добре ме најдов! Браво! Така, јас сум Зоран, од Марио филм продукција. Браво! Така, Арни добри? Добре, Браво, добре. момче! Браво. Што ќе ми се пофалите, Арни добри? Па добри, еве се спремаме за Свети апостол Тома, утре да ни повелите да дојдете. Ете, ова фала на поканата, ќе бидеме присутни, Да. да снимиме сите адети и обичаи. Да. Инаку, почитувани мои, реков дека пред кооперацијата, а кооперацијата не бива без кооператорот. Ќе влеземе внатре малце, да видиме што има и како има, ако ништо пој ќе барем и лав мобил да се направиме и со кооператорот и со мештаните. Браво! Браво! Добар ден, добро вечер, чуе. Поведе! Хвала да те, да си ми здрав и жив. Добар ден! Ево е кооператорот. Браво! Сега ова да те прашам. Ова кооперација е селска. Селско продавам. Така. Колку време ја имаш? Ја имам 22 години, пред тоа имаше стариот, од 93-та година е приватна. Така. А иначе беше државна, беше од Бигла. Така. Што се има во кооперација? Основни Со прехранбена така. работа е основно. Така. Што треба за селаните, значи Така. беше Така. Леп има за селани бе? еп, масло, шеќер. Така. Работи ги имат. Колку дена, колку пати во неделата доаѓа лебот? Секој ден. Секој ден има, а? Шак ден. Сега вака едно прашање. Вика старите, вересијата е остана, Господ ја оставил од памтивек. Се случува ли да речеме некојаш во продавницава на почек, да речеме човек ќе намили? Тоа е точно. Мора да имат и верасија, мора да ги почекаш луѓето, некои имат на работа по неделя, му таму се помини, те застани, те се напијат, може да нанива да води со Така пар, е, нема така е, шанси тоа да така. види, мора да се дај верасија. Како ти беше името? Горан, Од која фамилија си? Радевски. Така. Што беше, ај се вака да ми кажеш, зошто остана во село во Граиште, не замина тука во градот Демихисар, не отиде овие постапки на твојата генерација, кој е во Прилеп, кој е во Америка, кој е Австралија? Тоа ти кажам право, што да може да ти судбина. Али оно што ми кажат, родното место си вличи. Да, судбина е така, од тука сме радени, тука останаме. Така. Се запатих со ова и со ова. Освен со трговијава, што друго работиш во селово? Вовлека, пред трговија и тутун се патува друго. Колку овој тутунче имаш ова година за сарење? Ја имам само 5 декари. 5 декари, ја? Како помина минатата година, убаво? Убаво. Колку поќе толку парно е, Така. колку е, толку е здрави. Јас сум Маријан Чулиовски, село Граиште. Млад, релативно млад на 47 години. Живеам во селото Граиште. Работам во македонски шуми, како дополнителна дејност ми е занимањето со производство на тутун. Садам минимално, мислам 5 декари. Обично произведам околу 1 тон тутун. Од цената сум релативно задоволен како сите тутунари. Ова година се плати по 365 денари, 100 денари премија, значи 465 денари. Така да задоволуват одредени потреби на домаќинство. Се разбират тука платата. Така. Сега, рече дека ова година ќе садиш 5 декари. 5 декари. Од која сорта? Ти Прилеп? Тип Прилеп. Така. Тутунот релативно тешка работа. Секој што мисли поинаку се лажите. Тутунот започнува со сејдба на леј негде околу 25-6 негде февруари. Ова година нешто и порано, пошто климата беше таква да можеше порано да се засети, затоа и сме и порано за расадување на површиниве. Тоа Колку души потребно да речеме се нова машина, одека за оваа машина треба тројца
да пуштат на машината и еден тракторист. Така, така. Порано одеха и луѓе пешади наречена по редовите со полче дополнува кај што падеше некаде, ама сега тоа веќе изостанува, пошто се сади малце поголема количина и се надокнадува тој недостаток на некој коренче минус плюс. Ти си млад човек, може ли да се присетиш како кога беше дете се садеше тутунот со колче, како се забадуваше, како се трга трапје? Колче, кога се садеше, јас бев тогаш многу мал, тоа беше негде пред 85-та година, после 85-та година, навака веќе почнаа овие машини да се користат, така да... Значи го затече тоа време? Да, мал работа, кога мал. Да. Така. Сега ова да те прашам, освен со тутунов, колку имаш површина земја твоја? Минимално. Так. Не имам големи површини, минимално. И произведено е само тутун. Само тутун и малце житарица, за да ќе ги менувам култури една година, истите не ви ги садам житарица пченца, другата година тутун. Овдека овој крај е познат и по Демихисарскиот граф, графче? Да, графче садат, значи во претежно во село во Вардино и погоре во Жван и во Обедник. Тие се познати како графчето. Други селца ваму надолу садат пиперке, инаковци и цвета. И така. Сега, вака, овдека се наоѓа и трактористот, ќе може ли со него малку мобе да направиме? Може. А или работа домаќине? Ала, Од овде си од од село Граиште, од која фамилија си? од Радевци. Така, ти тутунче садиш? Не, Така? Садев порано, еве 4 години, сега не. Така. Ти си денеска главен на тракторот, така? Така е, Ајде, пали ја машината. ајде. Зоране, да те прашаме нешто, може ли? Ме замоли мојот домаќин Горан Кочовски. Може, како не може, му одговорив. Во името на моиве соселани, пред да продолжиме редом да ти ги раскажуваме приказните за досегашно обитисување на нашето село, дали може да чуеме од тебе ти нешто да ни раскажеш за многовековното битисување на нашето село, онака како што ти го правиш тоа, кога саде те гледаме и слушаме на телевизорон, кога раскажуваш за другите села, ме замоли Горан Кочовски заедно со неговите соселани. Може, како не може, им реков. Убаво ќе сториш, ние саде ќе те слушаме, а и негде годе и ќе се надоврземе со нашиве приказни, ми предложија. Почитувани мои, предлагам дел од моите досегашни историографски сознанија за историското битисување на ова село, копајќи низ архивите ширум Македонија, да ги проследите во продолжение на оваа репортажа. Селото Граиште и илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел на животниот простор на древниот македонски народ, запишено во Хомеровата Илијада, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Петруш Саватиев, во историографијата попознат под името како Јустинијан I, како дел од Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвото црковни повелби житија кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсей и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир,
од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II, кој со Македонија владеел од 1018 до 1025 година, како дел во црковните записи на византиските цареви Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 година до 1395 година, како дел од Отоманската империја. Значи, добре ни дојдовте како гости, ни е чест што ваква емисија можеме да снимаме во село Граиште, после не знам колку време. Селото се наоѓа во централниот дел на Демирхисар, односно Железник Старо, и соседни села на, како што спомнав, му се, значи, атарите така граничат со село Сладуево, село Бараково, село Вардино и старото село Мургашево, односно Демирхисар, сега населбата Демирхисарска. Оддалечено од Демирхисар околу 3 до 3,5 километри од населбата. Покрај самото село врви регионалниот пат што ги поврзува Демирхисар со Прилеп, односно до Бучине од прилика има до 10 до 15 километри, а до Кривогаштани од прилика има околу 25 километри. Тоа е село каде што, како да се изразам, односно дека тоа е рамничарско село каде што е на самиот брег на реката Црна и населението претежно се занимава со земјоделие и главната препорака на луѓето, како да се изразам, односно селаните имат луѓе што живеат и тука, а работат во Демирхисар, имат и во Битола. Ова се да ми кажеш, колку куќи имаше селото парано и колку жители? Вака, значи, според последниот попис од 2021 година, селото имат 72 запишани членови, односно жители. Јас ги најдов така на интернет, односно на Википедија, може малку да е некоја споредба. Например, во 1948 година имало 141 жител. Потоа некогаш имало некаков попис во 53-та, далечна од 1953-та, значи тогаш броело 312 жители. 61-та 311 жители, 1981-та 275 жители, 1981-та 260, 91-та 206 жители, 94-та 164 жители и 2002 пред последниот попис, значи 145. Обстојувањето на селото Граиште е забележано во Отоманскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1440 година за време на владењето на отоманскиот султан Бајазет II, каде што селото припаѓало на румелискиот беглер Беглус, со чии селски атар раководеле Амет бек и Сари бек, во пописниот Дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот Дефтер број 993 во листовите од 1 до 10, во пописниот Дефтер број 988 од листот 11 до листот 97, кој датира
од 1468 година, во пописниот Дефтер од 1560 година, во пописниот Дефтер од 1562 година, каде што дел од датарот припаѓал на вакуфот на Рустем Паша, а престонацијот дел од датарот на вакуфот на Ибрахим Ага и на вакуфот на Добер Ага, во томашкиот пописен Дефтер од 1568 година, во пописниот Дефтер од 1582 година. Во втората половина на 17 век селото му припаѓало на Адем Паша, чии негови неколку чифлици ги раководеле: Мустафа Ага, Али Бек, Сали Ага, Сейди Бек, Јолдаш Бек и Назис Ахмед Бек. Селото се споменува и во томаскиот пописен Дефтер од 1867 година. Пред крајот на турското владење, собственици на чифлиците во селото биле Шукри Бек, Адил Бек, Кенан Бек, Рауф Бек и Раив Бек, кои имале изградено своји кули кои денеска не постојат, каде што околу овие беговски кули своји живеалишта имали изградено покрај постојните селани и чипчиите кои работеле на чифлиците на претходно споменатите бегови. О, домаќине! Чичко Милане! Сакаш гости, чекаш? Како бе не? Кај си? Ајде! Повелете. Дали си добар? Супер до сега. Браво! Имаме гости. Јас сум Милан да се загрижи. Браво. Добре ни дојдовте. Арме сте? Браво, комшико. Ајде, ајде. Може ли да се сетиш овдека како беше животот во селото твое родно кога беше ти дете? Кога бев јас дете, вистина беше салам село, салам народ, имаше 3-400 души, младина, дечиња, чупиња, па старци, па жени стари, млади, беше преполно со се и се што. Како беше да речеме на срецело за Божик, за Великден, за Илинден? Многу добро, многу убаво, со игри, со песни, со зурли, со тапани, со се и се што. Овдека ова село покрај тоа што е патриотско и е печалбарско село. Голем број на твои врсници се наоѓаат на печалба во Австралија, Америка, Канада, во Европа. Може ли да се сетиш овој пред колку години замина и како беше таму кога отиде прв пат? Па, заминав точно пред 54 години. 70-та година заминав овде. Првиот пат се вратив во 81-ва. Се запослив овде во Пелагонија во комбинатот Битолски. Седав до 2004 во комбинатот бев. 2008 поново заминав за Австралија. Бев 6,5 години таму, па си дојдов. Од тогаш немам мрднато никаде. Ево овде во село имот че имав од татко ми и од мајка ми. Дојдов, запоставено беше човек, немаше влезено овде 15-20 години. Го очистив, го сторив, го обновив и така живеам. Може ли да се присетиш во Австралија кога беше таму и првиот и вториот престој? Каде очио кој ќе слушнеше македонска песна и оро за свадбите, за клештевките, за веќаките, ти се радуваше ли душата кој ќе чуеше таа песна далеко? Нормално дека ми се радуваше душата. Бев во туѓа земја, многу луѓе кои не биле во туѓина и овде во Европа и во без разлика каде Америка или Австралија, сите чезнеат, кој не пошол чезне и да појде. Кој бил таму, секој сака да се врати. Ова го кажувам на секому секогаш. Секој сака да се врати. Добро е што некој, еве, јас, например, одлука сум донесол, тар живеам овде последните денови да ги поминам овде,
во ова родена земја кај што сум роден, поготово во ова село. Вика, старите печалбата е тешка, што се вика, туѓината е јабана. Таму тогаш кога отиде, јазик не познаваше, луѓе не познаваше. Тешко ли беше? Вака, многу тешко. Почетокот, поготово првите 2-3 години, каде да појдеш, без разлика. Не во Австралија, не Америка, не Франција, не Германија, без разлика. Која држава, мачно. Ние, прво, тие времења како млади, не се интересиравме да учиме јазик. Си живеевме комотно, убаво, сиромашно, ама беше убаво. Ко појдовме, ко веќе пораснавме, ко одраснавме како мажи, како луѓе, ни беа потребни средства, моравме да бараме чаре на друго место. Отидовме во странство. Мачно. Првуете да не знае човек леп да си купи, да не знае човек вода да си побара. Е многу мачно. Првите неколку години, 2 до 3 години, дури да земи човек, да навлезе во јазик, тамошен без разлика како. Не мора да е англиски, нека е и француски, нека е и руски. Е многу мачно. Тоа секој треба да го знае. Луѓето сите сакаат да бегаат од овде, ама не знаеш што ги очекува кога ќе појдат негде. Парите не се целата среќа во животот. Животот е среќата на човекот. Животот треба да посветиш се да живееш како човек, а не пари да правиш. Зашто ти се пари кога не знаеш да тие пари за што да ги потрошиш некаде. После доаѓаат години такви, дечињата се жене човек, одрастуваат дечиња своји, почнуваат по школи таму, дојдуваат времења, ако не се врати, дури се помали за да тргнат овде на школа, заглавуваат по школи, заглавуваат секаде и не може да мрдни никој од таму. Болни се и денес, тие да слушна песна овдешна таму, боледуваат. Родниот крај, Волич, така е. Лачат. Еве, повеќе од полусело се иселени. По двајца, по тројца браќа од куќа, оваа куќа до мене овде, тројца браќа беа, двајцата се ти денес, мислам да се зборна едниот средниот, да е исто починат таму, а најстају овде беше, беа се сигурно по 50 и кусур години. Едниот средниот си дошол еднаш, видел овде од портата, назрел дека паѓа куќата, дворот зарастен, све, не се влегува никаде, се расплакал и заминал и денес не е вратен, а најмалиот никој пат до сега не е вратен, 55-та година му е како е таму. Мислам 53-та година. Оти 71-ва мислам замина за тој крај таму. Така. Дешињата му израстија, се ишколова, се измажија, се изженија и каќова. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на втората половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографски етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кънчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото броело 180 жители. Според историографскиот запис на екзархискиот секретар Димитар Мишев, во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото броело 200 жители. Дека селото Граиште на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи Борислав Рушич, селските населби во Железнец, издаден во Белград 1952 година, за селото го забележал следното. Селото е мощно старо село, а за тоа говорат остатоците од античкиот град Брајон,
кој бил град артерија во југозападниот дел на античка Македонија, кој имал важна улога и во текот на римското, византиското и Самоиловото владење, како и во времето на средновековните владетели Добромир Хрс и Добромир Стрес, а се распостигал на платото на конусниот рид над водите на Черна река на околу 800 метри надморска височина, кој и денес се издига веднаш на селото, обкружен од три страни со речни долини, ограден со три терасести појаси од брамбени ѕидови, градени од камен без малтер. Одбрамбениот беден опфаќал простор од околу 10 хектари. Античкиот град Браинон се распостигал на околу 3 хектари во неправилна трапезоидна форма. По површината има остатоци од керамички садови, питоси и градежен материјал. Најдени се повеќе од 200 монети со ликовите на Филип II и Александар Македонски и други македонски кралеви. Во јужното подножје на ридот над селското училиште постојат голем број гробови градени од камени плочи од 4. и 2. век пред нашата ера. И само ќе ви кажем некои историски факти по кои што карактеризира село како градиште. Значи, од античко време на овие простори постоеле три градови поточно: Алкумена кај Бучин, Стибера Чепигово и во горно течение на реката Еригон се наоѓаат Еригон, тие Црна река, се наоѓа град Брајанион. Сега, во тоа време главното упориште на војската и тарапаната за пари, кој што ги брани, ги штити овие три градови што ги кажав, се наоѓа војската овде на оваа чукарта градиште. Значи, тоа е главната карактеристика на ова село и по тоа е познато градиште. Значи, тарапаната за пари се наоѓала тука и сега нема место кај што на таа чукарта градишка нема место каде што може да не копниш, да не најдеш монети од тој период. И така јас го имам овој податок како веродостоен податок, мислам дека е веродостоен податок на ова што го зборувам. Борислав Русич за селото Граиште го забележал и следното. Археолошкиот локалитет Ревалец, кој се наоѓа на падините на Граишка чука, представува некропола од доцно античко време, каде што има остатоци од гробови и гробни конструкции. Археолошкиот локалитет Црквиште представува рано христијанска базилика, каде и денес се наоѓаат незини остатоци. Археолошкиот локалитет Свети Леонти представува рано христијанска базилика, каде што и денес во ѕидовите на истоимената црква Свети Леонти се наоѓаат незини остатоци. Борислав Русич за селото Граиште го забележал и ова. Старите семејни родоби во селото Граиште имаат доселеничко потекло. Радевци кои бројат 13 куќи, доселени се од селото Стругово. Кордановци кои бројат 8 куќи, доселени се од Кичевско. Делицветковци кои бројат 5 куќи, доселени се од раселеното село Крагуево. Ѓаковци кои бројат 3 куќи, доселени се од селото Сладуево. Јолевци кои бројат 4 куќи, доселени се од селото Браково. Врцковци кои бројат 3 куќи и Шоклевци кои бројат 7 куќи, доселени се од селото Утово. Распашановци кои бројат 2 куќи, доселени се од селото Сливово, додека пак на семејните родови Цветановци кои бројат 5 куќи и Топузовци кои брои 1 куќа, потеклото не им се знае. Од која фамилија си? Од Кочовски. Сме две фамилии во село Граиште. Така наречени Кочовци, значи тие сме. Така, како се викаше дедо ти, баба ти, татко ти, мајка ти? Дедо ми се викаше Темелко, баба ми се викаше Костура Коца на Галено. Така. Татко ми Ангелко, мајка ми Менка, сите се покојни. Така. Баба ти од кај беше, од кое место таа беше? Баба ми беше, значи, мажена од село в село тука, значи по старо така викаат од село в село. Од која фамилија? Тата на Радевци, таа е по-широка фамилија во селото, една од поголемите фамилии. И мажена во фамилијата на
тогашно Силјановци, сега поново Кочовци. Так, а мајке ти од која фамилија таа е? Мајка ми е родом од село Зашле, значи Горни Демихсар, така наречен, од фамилијата на Фидановци, мажена кај Кочовци сега, стари Силјановци, кај татко ми покоен Кочовски Ангелко. Татко ти колку браќа и сестри имаше? Татко ми имаше еден брат и уште 3 сестри, значи тие беа 5 деца. Како се вика? Брат му се викаше Трајко и трите сестри Аница, Благица и Јованка. Так, вие колку сте браќа и сестри? Јас имам значи уште еден брат, се вика Златко и тој има своја фамилија, си живее во населеното место Демихис. Так. Мургашево старо, Демихис. Твојата сопруга се вика? Татјана. Таа од каде е? Татјана е од село Суводол, во близина тука на 3-4 километри. На влезот од Битола према Демихис. Так, колку Господ, ти си релативно млад човек, колку Господ чела би даде? Ни даде еден и да не е здрав и жив, се вика Леан. Втората половина на 19 век за селото Граиште е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на битолскиот будур на Башибозокот, предводен од Чајабек од селото Прибилци. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на црквата Свети Леонтиј и манастирот Свети Тома, кој меѓу народот попознат е како Граишки манастир и како Шути манастир, изграден во почетокот на 16 век врз остатоци на рано христијанска базилика. Од зачуваниот фрагмент од службениот минеј за месец септември од 16 век се дознава дека црквата била трихонална со нартекс и 2 куполи, зоографисана во почетокот на 17 век. Од зачуваниот фрагмент од службениот минеј за месец септември од 16 век се дознава дека манастирот поседувал библиотека со голем библиотечен фонд, а во манастирот од крајот на 16-тиот па се до почетокот на втората половина на 17 век учел и творел книжевникот Спиридон. Селото Граиште уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа кон крајот на 16 век во манастирот Свети Тома. Наставата се одвивала на македонски црковен книжевен јазик, наставата ја изведувале монасите од манастирот. Од 1898 година па се до 1944 година наставата на македонски јазик во селото Граиште била попроечувана како од грчка, бугарска, така и од српска страна преку патријашиско-грчките учители од 1914 година до 1918 година и од 1941 година до 1944 година и патријашиско-српските учители кои во Граиште престојувале од 1912 година до 1914 година и од 1918 година па се до 1941 година. Иако грчката, бугарската и српската пропаганда била многу силна, сепак мештаните од селото не ги прифатило, благодарејќи на учителите кои даскалувале во селото Граиште, кои своето образование го стекнале во Отоманската империја, како отомански учители, кои трајно го спречиле обидот за асимилација на граишкото население како дел од македонскиот народ. Во селото Граиште во 1944 година во старата училишна зграда за прв пат наставата се изведува на македонски мајчин јазик со македонски учители. Како ти се викаше учителот што те научи да читаш, да пишуваш, што те научи, ја научи таблицата множење, делење, одземање? Колку бевте ученици овдека во твое време? Учителот, првиот учител беше Стојан Дранговски од село Белчи. Тој за
за почеток ми беше тој. Од прво одделение беше учител до трето одделение. Во тие 3 години, верувај, научив доста работи. Еве и денес пишувам неверојатно убаво. Ме научи краснопис напишам. Така имаше и пишување така. да ми е како краснопис. Се чудат сите дека така беше. Човекот беше таков, интелигентен беше. Ама после кога застаре како учител, сите не го поштова, не го сака, не знае лова, не знае да се понашат како младите. Што знам, како важно ми е зборот, тој ми беше први учител. Втори учител ми беше Коста Гачаковски од село Суедо. До четврто, после четврто, заминавме во Темирхисар, одавме пешки, секој ден, оди. Колку ученици бевме, многу бевме. Па да не претерам, првачиња бевме преку 30. Идеја првачиња и од село Браково. Четврти ученици од село Браково. До четврто секој, после четврто заминувавме во Демирхисар. Осмолетка до 8 до 15 годишна возраст бевме во Демирхисар. Полно, не знам точен број, ама сигурен сум дека преку 30 само првачиња. Сега нема, еве, 2 дечиња има. Лазар Шоклевски, Трајко Шоклевски, сега Малецки, едното мислам да е 5 годишно. Верувам на среца овде трчаат, точат и се бркаат двете. Толку ми е мила, на време. Вака беше, значи, точаци можда немавме сите, ама имаше игри, имаше се и се што. Трчање, скокање, камење фрлање, пари игравме, Фанта, што викаше тоа. Фанта, Мунте, ние го викавме тоа Мунте, со одбојка, кошарка, фудбал, по цели денови сме играли во Чајро, тоа најубаво игралиште, во цел Демирхисар имавме. Во подалечното минато, мештаните од селото Граиште учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за создавање на македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Селото не го избегнуваат воените действија како од првата и втората Балканска војна, така и од првата Шведска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирано во разните војски, речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината. Мештаните од селото Граиште активно се вклучени и во народно-ослободителната борба. Во 1944 година во селото е формиран првиот селски народно-ослободителен одбор. Од 1945 година па се до 1950 година селото Граиште припаѓа во Битолскиот народно-ослободителен одбор, а од 1950 година па се до 1952 година селото било седиште на општината Граиште, во која влегувале селата Бараково, Вардино, Граиште, Единаковци и Света, а од 1953 година селото Граиште припаѓа во општината Демирхисар. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Граиште, да се видам со селаните до ова село,
а тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено низ вековите, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Почитувани мои, како изгледаше празнувањето на патрониот празник на манастирот Свети Апостол Тома во Демихисарското село Граиште, ќе ви пренесам во продолжение на наредната репортажа.